многу предпазни околу националните прашања, околу државните прашања, околу прашањата кои што го интересираат народот и кои што му се значајни на овој народ. Драги пријатели, слобода за убиците на децата од Смилковското езеро, но затвор за патриотите. Амнестија за над 1000 затвореници, но затвор за оперскиот пејач, за режисер, за актер, за архитект, за лица кои покажаа патриотизам и никого не повредија. Поранеше министер за внатрешни работи, кој даде се од себе да ја обезбеди безбедноста на државата и на граѓаните, и тоа го правеше. Куп негови колеги и соработници се ставени во притвор, затоа што не сакаа да подпишат записник кој што е лажен, кој што е неточен и кој што некој го барал од нив. Неправда е намерата за притворање на пратениците од ВМРО и од коалицијата, затоа што биле на своите работни места во парламентот. Гласот на децата на Жаклина, на Дуровски, на Сашо, на Владо, на Крсто, на многу несреќни мајки, на сите неправедно приведени, како Богдан и другите, останува да се памети со горшина и тага, затоа што овие луѓе страдаат поради Македонија. Слобода! 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 На 27 април, незаконски, а со тоа и неправедно, се назначи председател на парламентот. Се чини свесно тентирано точно во време кога сите знаеа дека се одржува едночасовниот протест на граѓаните пред парламентот, кои што претходно 59 дена мирно протестираа. Очигледно со намера да се постави стапица на револтираниот народ. Потоа се случија несакани работи. И денес многу невини луѓе страдаа, а тензиите во општеството растат. Затоа, со сета осуда на насилството од поединци, со целосно сочувство кон оние кои беа физички нападнати или повредени, но земејќи ги во обзир и грешните чекови на власта, ВМРО-ДПМН предложи закон за амнестија на учесниците од инцидентот на 27 април 2017 и почеток на период за национално помирување. Затоа што овој реваншизам не води никаде. Доста е.